ќе прегазе карвове гнојове. Ќе дадам до 100 гроша, ќе дадам до 100 гроша. Кој ќе преметне Владомирова глава, кој ќе ја преметне Владомирова глава, ќе дадам до 300 гроша. Трудно свире. Јас сум од село Лешки, тука живеем. Мој народ нема веќе не станам. Убаво се живее. Јас се викам Драги Симеонов. Јас сам роден 1940 година. Тука сам роден. Ово село постоеше 42 куќи. Имаше 380 членови живее. А сега останаат 10 фамилии тука живеат. Одржават тоа нешто со стокичка, некои овцички, некои
говеда се чуат тука. Имаме мука многу со пато, али сега за сега пато направење не е баш завршен целио, али надаме се дека ќе заврши. И полека народо почнаа тука куќички да се спремат, село да се подновува нешто. И така ти, животот и тако. Ние сме на пасивно место. Немаме комбаи и да има комбаи не одговара местото. Само тука сточарство. Тие постарите можеш знаат. А ја за тоа не можам да кажам пошто е Лешки. Името пошто му е постановено. Кој начин. Секого да прифанеме, да речеме, таа ако дојде, да рече да отворе нешто, некоја фармичка, нешто тука, секој ќе го прифане. Знае се, тај чим ќе дојде, он ќе запосле некои луѓе, за да имат тие обстанок, да земе некоја платичка. И тоа е. Да, викам се Милјан Јорданов, 73 години, роден 34. А овај габер, откако јас знам, беше поголем, помлад беше, са испо 18, по паѓа, намалува, како стар човек што окапнува и он остарел. А туа кажуваше Чичо, доаѓали некои геолози и викали дека од 6-7 века надоле не е. И тај пита што е ово габер, а вика по наше граб. Не па граб. Ја вика мајко, ја нисам видел оволики граб. А од дека ќе знам колку е стар. Главно доаѓат и туа првен доаѓа тука некои студенти тука минаа, 2-3 пати минаа. И са едни спомреа, едни се иселија, оште ја и бабата сме тука, ама и она е више у кома. И она ќе оди. Сам сам ја. Останувам сам. Сада сам останувам. Нема иселија се како тоа имиграцијата биде. Ајде, работа има, ајде у градот сите. И сад дојде, ни у градот, ни тука, никаде нема. Опитомил вук и чувал го кај овците. Овај газата лежал си дома, појде сабале, он го пречека, смее се. Буко. Едно сабале поаѓа
Диде на кај трното вукот таа тиде, на кај него смее да се гали целиот крв. И овај распука се, вика, издавил ја овците. Горе се заме нешто и тепа вук. Ојде кај трвото, до трвото два вука удавени, диви, што не са туа кај него биле питоми, диви вуци два удавени, овците ни една не чачнана. И од мака човеко, после за една недела умрел и човеко. Тука кога се правиле свадби, искочат, нели, ако са младоженците од листа мала, искочат до некаде и младите прават трка. Кои искочат двајца, меѓу сите што се тркат, двајца, враќат се дома пред невестата, пред младожењето и даруват по една тријачка и шише ракија. И они се повраќат кај младожењето и кај невестата, дават го шишето за да Не може свадба да има ракија? да пијат под младоженците да пиле ракија. Липова. Работа, половина, овцина, се работа. 77 години сам. Чувак стари, свекор, свекрва, на свекор ми била нозете до колената. Чувак ми, 20 години би чувак. И така, друго ще да ви кажа, сега имам еден син, внуци имам 10, внука, паравнука. 10 паравнука имам. Черки имам 3, еден син. Снаи имам за внуци 4. Па дојдена сам така тука, татко ни помести се на друго место дојде. И јас дека таквија бееме сиромаси, многу немаше тогај. Овде е Чорбаџиско местото и јас дојдох на 15 години тука.
И така тука сум до сега, така оде до свадба дојдох тука. Ја кога дојдох куќата си беше и не знам колку е стара ја таа куќа. Па видите, јас потекнувам од овај крај, од село Полаќе, мала бабиште, различни тука. Живеа 45 години у Кочани, утекна времето како пензионер, се повратих овде, видиш, ево ова сам го учинал за овие некои непуни 7-8 години. Јас сам мераклијана да створам нешто, има екзистенција за живеачка, помлад кадар само, бил сам многу заинтересиран за пат, за вода, за струја, за каналетки, овие што сам ги докарал тука. Сакал сам да напредне, разбираш, знам ова е наш терен каков е, разбираш, поради тоа има услови заинтересирани свет, помлади можат да чуват и фармичка, и овци, и говеда, и гудиња, разбираш, и такви работи, али сака работа. Со напоје, со работа, со екзистенција да малку мислам, владата, собрање да помогне било која причина, разбираш, да му не му требат некои кредити да му дават со некоја си хипотека, него чисто ако има петовци дај му уште 5, разбираш, и со такви услови да се помогнат луѓето, важно може да се живее, има некој начин, али треба работа. И така, јас сега викам деца сам и доле, утекна времето, веќе 4-5 години сам, 6-та година у пензија и така седам тука, ето викам, и жената ми беше до пред 7-8 месеца. Така. Колку години имам, ја не знам колку имам, а тебе 90 ле. 100 ле. Колку деца имаш? 5 церки. Дека живеат? У Кочани. Една у Штип, една у Станчево, 3 у Кочани. Па имам внуки, унуци, имам паравнуци, имам. Па како живее? Па така, да видиш. Шопското живење какво е. Помагат ли ти они? Па помагат, додат, чуват ме. Што? Не са ми криви они, што ти ми чина? Дека ти да живее у Кочани. Секи си има фамиличка, секи си има. Кој ќе ми чува там? Стар човек не е за у Кочани. Од Јастрими сам дошла. И па како е? Снег врне, вала води, греја се, те така. Дојдат насечат ми дрва доле. Од лани една година у Кочани не сам спаднала. А додека може да ода идеш, ја сега не мога да ода, и вода ги донесе, не да ида там. Имам ја. Колку? Имам 7-8. Штип имам 3, у Кочани 3-6. Има
оставам. Ама девојка не питај. Немам притисок. На кафинова. Рака стршихте една година, врзана још нос. Лет ми да носат оздол, ранат ме. Ја немам што да ми порачам. Да бидат живи и здрави. Нека биде живи, здрави и друго што. Да те гледат. Да доваѓат почесто. Да доваѓат. Ето доаѓат, толку ќе доаѓат. И они фамиличка си имат, работи си имат. Не са ни криви они. Дваесета година, пред Митровден. Па са още малко ќе дојде он, изминат ловија, Богородиците, Мала Богородица заминеле. Па Крстовден, па Митровден. Што да ви кажа, кога ме не пита човек знам, а кога ме пита забрава. Некои били две, те са ќе ви кажа, били две моми, другарки, и питал ги некој што е најбрзо. Едната рекла Соќа, Сојка била најбрза. А што е најблаго мед? А едната
А ти, другарко, што ти кажеш? Што е најблаго? Здравје. Што е најбрзо? Памет. Другата. Има таквија, има и за мрзливи како мен, има и за се, ама ги забрава. Некоја има таква приказна мрзлива била, како мен не работила, ама каде мајка и се свадба заправила. И она, мажој рекал, ај, жено, ти идеме на свадба каде мајка ти. Па како ти да ја, си немаме лишта, гола, како ти... Дидеме, ти ќе седиш од ова, ја ќе прида, ќе зема од мајка ти, а лишта ќе се облечеш и ќе идеме. Арнома ошли, она седела у колата, они пошли слама да зимат за трпезата, да тога е било така секаде. Да стават и трпезата да стават, она пошли у нея, она избега и оно заврни, она гола. Викала, не сипи, која ти да дома ти си преда, ти си работа. И току и таја. Епа, брда, они са се брда тија. Тија да ги запиташ, Боробрдо, Рамнобрдо, Суобрдо, на онам се, како са крштевани, кој знае. Ко прознајаме, така се вика. У турсколе, у римсколе, како е. Остили са они. После е турско било, мо свекор у турско се е родил. Туа турците кои били, се кажуваше како им шикер да вали, како туа седели, како... Това е криено. Една туа коореја изкопаа толкова колку 2 метра, ама се истроши, изрони се. Што е криено? Дали жито, дали брашно, дали... И това е лош живот било.
Симеон Јованов, тука од Џамбајсте, Џамбас по презиме. Тоа ни е старо презиме на сите тука на Џамбајсте од оваа мала. Така да, 48 година бев како прво оделение, прва генерација у овај наш крај, пред црквата Свети Спас, конако на црквата Свети Спас се формира основна школа, ние бевме прво оделение, прва генерација, па се некаде јас завршив 52-та година, кога после продолжих у Кочани. Ова место се вика Џамбаска чешма на мало, Џамбаска мала, на Рамно брдо. Тука оваа чешма е била со години, уназад многу години, како главна чешма на Рамно брдо и луѓе што минали од далеко патували тука, навратували за ладна вода. Позади чешмата тука мене има еден дап голем што можда многу доста старие. Позади дамо на позначени денове празници, особено на Свети Дух, Света Троица, Свети Илија. Тука се собирали луѓе, на тоа место се е варило црковна манџа за прослава на Света Троица, Свети Дух или па на Свети Илија. Друго, чешмата тука каде има дрвено корито, тоа се користи за поење на добиток, а уедно жените се испакнували алишта кога ги перат. Корито тука е мало за прање дрвени, едно 4-5, така да испред мене тука имаше 3 корита. Постари жени имаше една баба Висера, баба Вела, баба Славка, тоа е баба Славка моја мајка била. Тоа корито пред нас било на неја. Уште датира од неја, она одамна умрена, сега наследува една жена тука која живее и сега она пере тука се вика Гроздена. Од левата моја страна тука имаше 2 корита, исто за прање. Тоа беше на баба Лозена и баба Висера. Тие са сите умрени, сега не постојат. Ни коритата, ни жените. После тоа, испред мене тука, во таа падинка, имаше зидан казан на дедо Никола и дедо Ефтим. Тука се вареше ракија, особено од овај период, негде испред Голема Богородица, па касно есента. Не е имало по куќите или покрити казани, него тие са били како селски 2 казани. А од левата страна имаше на дедо Ѓоше и на дедо Неун зидан исто казан. Тие двата казани работеа редовно. Вареше се ракија, сите вареа тука. Тие што не беа собственици на казано, вареа ракија на тај начин што на еден казан се даваше по 1 кило ујем. Можам да кажам да приликом варењето на ракија собираа се луѓе околу казано, седеја, пиеа, поеа разни песни, веселби, денови, вечери, па и ноќи, дури осамнуваа и може да речам понекогаш ракијата што се натечуваше од еден казан се испиваше за една ноќ. После таа нагла емиграција село град, луѓето се раселија и селија од тука и ово останаа да се опустошува. Како што изгледа и сега, ама сега за сега почнаа луѓе да се повратуваат. Полаки е доста големо по територија, па и по куќи тоа време, ама сега за жал тоа е многу малку. Прв учител беше 48 година Коле, му го забрави презимето од Зрновци, Кочанско, жена му Галава се викаше, а потоа имаше и други учители. Пешо, Младенка, не учителка од Подлак, Васил некој, така натаму и повремено, еве можам да речам, Стојан, што беше професор у економската, Белорецки, уште е жив, он беше тука долго време учител и така. Па Рамно брдо се вика за тоа што билото на Ридо горе, должината, мислам на Ридо, е најдолга и најсложна. Нема некои прекини, чукари, па преслаб, него целиот рид е сложен и се вика Рамно брдо за тоа што е билото и самиот рид е порамено гледано спрема другите ридови. Брдата се распоредени негде од Дреново брдо навака, тоа е негде под Бабиште, па навака Рекичка, Суви дол, па Суво брдо, па Рекичка Милова река, па Лисо брдо, па Касирска река, па Касиро, па Рамнобрдска река, па Рамно брдо, па Боробрдска река, па Борово брдо, па Сртовска река, па Рамно нивиште и после доваѓа тамо некаде Лесково брдо на Кеневојани. Тука е имало негде околу 30 и неколку воденици. Тие воденици
Прво од крушка кој се спаѓа под Скорово и мало Скоровска воденица, на два дела. Потоа нагоре мало Мантова воденица, понагоре мало Сувобрдска воденица, понагоре и мало испод самата црква Свети Спас карши гробиштата као расите, и мало е Дедо Јованова воденица, на Блаже Добичаро татко му. Лево гледано во Лиса река и мало е Лисобрдска воденица. Уште понагоре кај Веско Ливадо и мало е Џамбаска воденица, тоа е нашето потекло на мој дедо Ржан, дедо Ефтим, негова воденица е била тука испод нас во реката. Од источната страна према Рамно брдо меѓу Борово брдо и мало е тамо едно 5-6 воденици, Боробрдски воденици, Рамнобрдски воденици. Па после може да речем преку Каченик, Бела река, односно Оризарска река е и мало воденици и Валавици, ама тоа е малку подалеко од нас, на кај Костиново. Ние како дете ја помнам. Нашите старци, дедовци, татковци, дедовци и предадовци чуваа стока не за да оде на пазар за извоз, за трговија, него повеќе од љубов и од надпреварување кој поголем број на стадо, на овци, на говеда, на коњи. И не само по број, него по квалитет, по убавина. А тоа време е била стара црква Свети Спас, ама не црква, него зиданица на црква Свети Спас од камен. Тука што постари луѓе се ми расправале, до пред 1930 година се е наѓало на сегашно, самото место на сегашната црква Свети Спас и имало од зиданица Свети Спас, во која зиданица имало долапка и крст, а луѓето кога пред празникот на ден-два се го расчистували од шушлак, дабов, па за самиот празник да можат да палат свеќе, да вршат тие црковни обреди, закони и така натаму и се собирали на тоа место. Тоа може да речем дека од тие постари времиња што датира самата црква. Камбаната на црквата, по наше викано камбан, е набавена после обновувањето на црквата негде од 335-та, по порачка од нашите селани тука, била набавена од Солун, пренесена од Солун до Штип, слушнал сам, со камила, од Штип до Кочани била пренесена со 4 кола, дрвена, уствари запрежна. После од Кочани за Полаки, односно Рамнобрдо, била донесена на дрво, како ово дрво дебело, пошто она негде стои неколку кила тешка, врзана на ортам или синџир и по двајца или четворица, двајца напред, двајца назад, ако не можат двојца, и се носили по 100 метра, по 30, по 200, кој колку се могли да носат, па се сменуват. Група луѓе, голема група луѓе се одили околу нив, тешки и се сменували. За ден, два или три ли била е донесена од Кочани до црквата Свети Спас.
мој комшија шел на лекар, вика докторе, комшијата е 90 години и јас сам 80, фале си још прво на работа. Вика, фали си ти? Кој ти брани? Вика, пити си фали си им се офале. Та 300 муабети има таму тоа нашто село, тие старите луѓе. Велика. Па кажуват 85. Кај Великден, пред 4 у среда. Вика се ја и бахтин, гору планината у Курмина. Беше овчар. Па кажуваше, вика се мајката, да се горе и по планината ода, трите трасат, снимат, вика, песни да кажуват, за песните пари дават снимале. Да се вика долу планината, туда песните ги, туда парите ги за песните. Мој се бие дуре, косаво поле. Мој се бие дуре, на косаво поле. Зашто велиците ми не идат? Јас сам роден у село Нивичени 44-та година. На 8-4. Имам еден роднина, Чичо син, у селото. Тоа пред 10 дена доваѓам у селото и го прашам дека дали гледаш телевизија, ќе одем у НАТО. Он вика, гледам, а не знам, викам донесува одлуката ќе одем, и тоа ја го лажам. Он вика, што ќе правам јас? Зашо куќе прави джаби? Не одам у НАТО. А снајата вика, ја умрела, загинала, од тука не си ми искача. И брат ми вика, не одам, нигде јас куќе врвих, не одам у НАТО, а ви, ако сакате, одете. Коле беше? Многу убаво беше. Здрави бееме, овчари одиме, говедари одиме. Па се збереме на светло, дојделе празник, па се збереме на светло, па оро, па песни, па се променеме у приберни леци, па од убаво, по-убаво ми беше. Здрави бееме како дренка. Дење идеме со остите, вечерин ќе докараме остите. Ќе се променеме, ќе туреме китката на ушото, на светло на чешмата на вода. Ергени се зберат околу нас. Дали се стај да биде, дали се нај да биде. Од убаво, по-убаво. Овде се бееме здрави, имаш малко моми. Па ергените кои дојдат сите, па се зберат, па поеме, па играме, па и жени искочат. А од дење шафање нема натамна. Зашто не немате? Што још би се занимали? Те видите што немате, те една кола не може да искарате до туа. Идеме на пазар,
Не купи ми си корпи друго трето и два изнесеме до туа. Треба да ни се направи пак. Улица. Водата по пато ни тече газни. И тоа треба. Направија тоа пред изборите нешто и бегаак с нас се бас, мајчето и живот. Ништо. Вампири ли? Па ние сме биле вампири. Од дека вампири? Не знам за вампири. Па кажу дека имало дјаволи, навјаци. Ама тоа старите кажу, тя не знам. Не знам тоа. Ние си одеме, па стемнеле се, ние си дома, тя туа по пато си сведеме и си одеме дома. Немаше коли тогава да се воземе по колите. Немаше да одеме на кафичиња, немаше да одеме така. Ке дое пазар, ке си ја китнеме пешки. Ке си купиме еднорезно балка и ресимитик, си доеме. Едно време у нашето село, кога се правеа свадби, заврши свадбата у неделата вечерта, невеста треба да проверат дали поштена или не е поштена. И тоа прави кумата. Кумата пратите да праша, она виде не е поштена. Ако е поштена, дава се блага ракија. Пале се оѓин. Ако не е поштена, кажат на свекоро. Свекоро легне, рита, сака да се бесе, а воловото ке умреле, и лек се створе да кажат од кој е. Она вика не од тај, од никој, од некој, од оваа, на крајот искарат тројца. И цело село разбере, оѓе не се вале, ама невеста не ја падат, па си ја чуват. Пошто по друго не може да земе од овчар, доведат му, не ја ни познава, друга не може да земе и таа си ја пачува. А иначе мора да натера да признае од каде е. Двојца браќа, татко е умрел и се од на дрва. Со да магаричка. Еден е постар, еден е помлад. И тај помладју вика, бате, ајде да фане магаричката. И поголемо вика, ај ти прво, после ја. Вика, не, ти си постар, прво ти, после ја. Фане ја брат му ти постар, вика, ај са ти. Вика, сам и сна, вика, да, ја вика, са не смијам. Сна ми, вика она. Некој турчин од рудари, турско рудари, разболела му се жената. И викат му тие некои баби христијански, таквија наши, дебе од манастирова на водечки, нека се земие ке здраве. Хајде да вивам тај ваш манастир, ви ке ме лекувате, он турчин, вие ке ме лекувате мене од тај ваш манастир. Не, ама година из година болна и решил, вика, например, како на илоте, вика, донеси, ако оздравее жената, бакшиш крава ќе дадам. И од тот доваѓа човек да му однесе водичка, да се замие каданата. А овие овде па, што веле најште христијани, викат, хајде му мајката турчина, напуне му од пумпата, ќе му пунеш од манастирот таа. Напунеле му од пумпата, од нео замила се оздравела каданата. И тај докарува крава бакшиш. Сега, може да е поговорка, ама јас го чупал и тоа и кажувам. Танас Каров, 30 години е бил председател на местна заедница овде у ова село. Па многу организации биле тука, преку мене струја се доведува, преку мене пат асфалт од Корчани до овде, преку мене водовод се прави овде, се отстои водовод има. И се преку мене бивало тука. Најсмешно беше кога се правеа свадбите. Кога се правеа свадбите имаше доста пиење, имаше доста разонода. Ја речо, кога ни земаа кои сте,
Ја остана у селото како ергенче. До тука бееме таму нам. Кога ќе дојдеме овде, пример сега ќе дам Великден, Божик, момот и ергенено се држат за крпче, за раката не се држиш. За крпче тук се држиш. Нема, ако она за раката готово е, изједена е она. Па кажувале се ми стари свет, ја тоа не го затечувам, ама кажувале се ми стари, вика одеме натам, там вику долу, тупан вика, тупа. Свирки, свират. Тие вампири ли било, што ли било, ма ја не го затечува, кажувале се ми стари, вика, јас сум слушал, вика. Тука така надоле тие долове. Вика тупан, тупа вика. Орам, свирки. А ништо не видиш на кеска. Овде е село Пантеле. Село Пантеле, ја како што речо бе малку така имотен, а манастирот дојде, ама како на распаѓање. 20 фрески му тргнаа од него, однесуваа ги у зградата, тие живописи ги викаа, тргнаа ги у зградата, манастирот го стија на распаѓање. Кубиња си скривија, ступово здолу, истурлеја. И ја овде, речо го преска, преку 30 години така бе у тие организациите у овое село. И тука селани така имаше тоа време. Тоа беше 84-та. И викам така ту на некој селани, слушај, де бе најште стари, кога се можле да го направат од темел, па зашто да дадеме ние да се сруше? Глеј кукава зграда е, кукаво беќе, христијански, ние сме сите христијани. Нашиот манастир, кој е граден, па ќе речам 19 веќе, имаше многу големи камбани. 5 беа. Кој ќе фанеа да удрат, рајче не се чуеше, па така кој ќе до ветер, та спанчово се е чуло, та бели се е чуло. Кога удреа камбаните. Арнома некоја зграда, тоа е било тога се дрвено, запалила се некоја зграда, они биле така горе и мало некој дигнано горе како куге. Кога се изгореле тие дрвета, камбаните се пајале, сите се оштетени. Три години го устојаваме манастирот. Фреските сите врнаваме. 13 души уметници дојдоа 3 години. Врќаа ги фреските, а ние 13 души грѓевинци сето го конструираваме. Стубове, например, железни, се оградиме да не се гледа железно, само да е таа конструкција да остане дрвената. Кубиња горе, исправиме ги. Беа сите 3 скривини едно на друго. 5 дизелици, 10 тонски туриме кога го исправаме прво средното. Тоа сме се направиле.
Nebesna
Thank you.